Секој голем лидер има свој план кој се надева да го реализира, но на посебните им се доверува специјална задача, за која дури и обичните смртници имаат чуено, благодарејќи не само на верата во горниот, туку и на блискоста со избраниот на земјата. Ние сме со Господ, Трамп е со Господ, Трамп е именуван од Господ. Него му е задачата да ги открие сите овие зверови што пијат крв, што убиваат деца и јадат деца. Долго најуваниот план беше на прак на реализација. Армијата следбеници на движењето кое во него го виде својот пророк, надолго и на широко се обидуваше да го пренесе до јавноста договореното сценарио за спас на човештвото. Оно што е у Вашингтон сада, у наводним знацима инаугурација, нема благе везе со инаугурацијом. Данас сам добio информацију да е то замка за сви они кои што доđu за наводно Бајдена да прославе инаугурацију победу, да се покапсе директно, да нема бежања, затвор. Динамиката со која оваа најава се ширеше на социјалните мрежи придонесе голем број од незините курири без дилеми и пред таа да се официјализира, да ја објават првичната листа на лица кои ниту ја дочекале инаугурацијата. Најголемите риби ги уапси овие денови, значи, најголемите играчи, Цукерберг, Джек Дорси, Ненси Пелоси, Џо Бајден, папата во Ватикан исто така. На разочарување на најголемите верници во теориите на генералот Флин, ништо од очекуваното не се оствари, па растеше свеста дека се работи за добро режирана измама. Но тоа не ги обесхрабри доследните, кои врз основа на проверени информации успеа да откријат најновата завера. Инаугурацијата на Бајден беше еден абсолютен фарс, заснета на друго место, показана на видео, така както ни покажаха на видео и двата самолета, дето уж се забиваха. Това е една холограма, дето уж се забиваха 100 метра височина. И не само што било снимено во студио, туку и главните актери биле дублери, се разбира со лична дозвола од Трамп, кој дури нашол начин и да прати порака до своите симпатизери. Видели смо данас šta се е десило. Генерално, сви су то клонови. У тај периметар тамо сви су клонови. Бајден, Обама, Бил Клинтон, Хилари, Камала Харис и тако дај. Онај дечко што е изошao да пева, она е упутио поруку од Трамп. Оно е наш човек био. Познал сам га ја лично сам го осетio. За се тоа постојат јасни сомнежи кои веројатно нема ни потреба да бидат докажани, бидејќи изворите се исклучително релевантни и секогаш веродостојни. По моје ја мислам вистинскиот Бајден дека е убиен, дека овој дупликат, генетски дупликат, како таков не може да живее долго. Без оригиналот не може да живее долго. Очекува и тој да умре многу брзо. И на крајот, читачите на тајните пораки и обелоденија последната испратена шифра. Председник Трамп и Меланија. Можда сте видели Меланију у каквом е хаљину била, тој е џокер хаљина. Значи, сад ќе Трампов џокер да се искористи и да се зада последни ударац. Картите со ликот на дворски шут сепак се само во главите на оние што имаат патолошка верба во работи во кои сакаат да веруваат. Несвесни дека е можно елегантната линија да носи и спротивна порака, бидејќи таа модна куќа е познат промотор на нивните смртни непријатели, чие око гледа се.